А февруари е месец кој е посветен на лицата заболени од ретки болести, месец во кој израчи хуманоста, солидарноста, љубовта кон ретките. По тој повод учениците од Средното општинско стручно училиште Свети Кирил и Методи од Охрид подготвија кус, но полн со емоции видео запис. Прилогот го подготви колегата Саша Неловски. Некои ученици се будат со мислата, дали ќе ја видам симпатијата денес, кој професор ќе ме испраша, а јас се будам со друго прашање, дали денес ќе имам сила да го издржам денот. Вака започнува емотивниот видеозапис посветен на лицата со ретки болести, кој што го изработија учениците од Средното општинско училиште Свети Кирил и Методи од Охрид. На овој начин тие го опишаа секој невието и предизвиците со кои се соочуваат заболените од ретки болести, упатувајќи порака дека е потребно да се покаже поголема солидарност и емпатија кон овие наши сограѓани, притоа укажувајќи дека никој не треба да биде заборавен. Ние со ова видео што го снимавме од нашата ученичка заедница, одлучивме да покажеме на децата со ретки болести како ние можеме со нив да имаме добар разговор, како тие може да се упатат кон нас и како ние ќе им помогнеме нив. Ние сме многу среќни дека можеме да им пружиме ваква поддршка на децата со ретки болести. Со ова видео сакавме да му доловиме на секој гледач и тоест на сите во цела Македонија како се осеќа еден човек или едно дете со ретка болест во секојдневниот живот, дека тоа не го гледаме. Ќе дојде тука на училиште, го гледаме како нормално дете, како обичен ученик, ама во позадина има многу предизвици. И трајањето траеше околу една недела, а снимањето снимавме цел ден, додека другите ученици имаа часови, значи на училиште, и со сите изработија прекрасно, сите беа прекрасни. Најтешко е дома, затоа што таму не морам да се преправам дека сум силен. Таму сум само многу уморен. Со овој реалистичен видеозапис, учениците опишуваат само еден вообичаен ден на ученик заболен од ретка болест. Неговата внатрешна битка да се биде еднаков со другите, не барајќи сожалување. Не барам посебен третман. Барам само едно. Да ме видите. Да ме видите. Јас сум главниот актер во овој видеозапис. Голем предизвик беше да ја уловам улогата на едно дете со ретка болест. Ова видео го снимавме за да упатиме апел кон луѓето дека иако не се гледаат однадвор, сепак постојат. Ден пред снимањето се запознав со оваа болест и се запознав како децата го гледаат светот, дека не им е лесно, тешко им е на душата и не беше лесно да ја уловам улогата. Јас како наратор во видеото имав голема тежина секоја сцена да ја доволам со своја енергија, со свој стил, со своја емоција и ми беше чести или измешани чувства да почувствувам како се размислувањата на еден таков ученик, на едно такво дете што однадвор изгледа сосем нормално, но внатре има голема бура во него. Во реализацијата на овој проект, учениците имаа силна поддршка од нивните менторки, кои се гордеат со нив, бидејќи покажале дека веруваат во општество, каде различностите се почитуваат и каде што секој има право на поддршка, образование, пријателство и достоинствен живот. Училиштето не е само средина за учење, училиштето е средина каде што треба да ги афирмираме позитивните човекови особини, како што се емпатијата, толеранцијата и почитувањето на различностите. Малку муабет, малиот разговор и искрена поддршка мислам дека многу значат за поттикнување и развој на ваквите морални вредности кај учениците.
за снимањето на видеото по повод февруари, месецот на ретките болести. Чувствувам неизмерна гордост, затоа што тие, освен знаење, покажа и огромно срце. Упатија една порака до лицата со ретки болести, дека не се сами, дека има млади лица кои се секогаш тука за нив. Снимањето на видеото не беше како некоја ученичка активност, туку намерата ни беше како една лекција за хуманост, човечност и емпатија. Се надевам дека генерациите што следуваат и ова генерација ќе бидат предводници на создавање на вистински инклузивно општество и хумано општество.